Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во подрачното деление на Министерството за правда во Прилеп за општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани 7 лица поднесле кандидатура за градоначалник. Сите заедно до успешна цел. Со помош на Сојузот на тутунски здруженија стигна финансиската помош и донациите во балиња тутун за семејството Керимовски од село Канатларци, чиј труд и печалба изгоре во пожарот на 29 август. Започнаа подготовките за изградба на кружниот тек кај Табана. Внимателно со водата за пиење во неколку населени места во Прилеп. Вечерва во библиотеката Борка Талески ќе биде промовирана книгата Поезија и кратки раскази, талкање низ емоции и држави. Времето денеска сончево и топло со температура до 30 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Во потрашното деление на Министерството за правда во Прилеп за општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани 7 лица поднесле кандидатура за градоначалник. Вкупно 69 претенденти за независни кандидати во 38 општини, како и 68 листи за советници за 34 општини се пријавиле во Државната изборна комисија. Меѓу нив само 7 жени со намера да станат градоначалнички, како и 9 носители на листи за советници. Кога во првиот круг од локалните избори на 19 октомври ќе треба да одлучат за кој кандидат за градоначалник ќе гласаат жителите на Прилеп, Скопје, Демир Хисар и Струга, веројатно ќе добијат најдолги гласачки ливчиња. Ова го навестува бројот на иницијативи од независни кандидати кои пристигнале во Државната изборна комисија. Во подрачното деление на Министерството за правда со седиште во Прилеп, кое е со надлежно за општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, се пријавиле 7 независни кандидати за градоначалници за трите општини. Со помош на Сојузот на тутунски здруженија стигна финансиската помош и донациите во балиња тутун за семејството Керимовски од село Канатларци, чиј труд и печалба изгореа во пожарот на 29 август. Но она што е најважно е да се обезбеди соодветен магазински простор за донациите во балиња тутун, вели Кире Ристевски, председател на Сојузот на тутунските здруженија.
Постави контакт со сите компании кои купуваат тутун и сите најдое до разбирање и јас во овој момент им благодарам ради тоа што сите прифатија дека ќе помогнат на семејството, ради тоа што тој е фактички со сите и кооперант. И сами кажа дека има производство од 14 до 15 тона, така да тие 14-15 тона тутун ги дела сите компании. Започна подготовката за изградба на кружниот тек кај Табана. Изградбата на кружниот тек ќе се реализира на улиците 11 октомври кај 9 септември и улицата кај 1 мај кај мостот Табана. Проектот е дел од проектите кои ги поддржа владата на Република Македонија за општина Прилеп и овој проект ќе придонесе кон поквалитетна инфраструктура во општината. Внимателно со водата за пиење во неколку населени места. Водата е неисправна за пиење во следните населени места, информираат од општина Прилеп: во селото Веселчани, во Двор, во селото Загорани, кај Звездаковски, во Дворот во село Алинци, каде што постои сомнеш наод на бактерии од цревно потекло и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути. Водата во селото Лагово, кај Петрески Тоде, одговара за употреба. Вечерва во библиотеката Борка Талески ќе биде промовирана книгата Поезија и кратки раскази, Талка и njeni емоции и држави. Во книгата Поезија и кратки раскази, Талка и njeni емоции и држави, која е креирана во соработка со Маринела Биначи Страити од Италија, се застапени кратки раскази поезија. Во книгата се застапени неколку странски и прилепски автори, како и уметници со своите илустрации поврзани со поезијата. Промоцијата е вечерва во 18 часот и 30 минути. Временска прогноза. Времето денеска сончево и тепло со температура до 30 степени Целзиусови. Во текот на попладнето се очекува локален дожд. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.